Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина, вечерва со Љубомир Гајдов. Добро вечер. За многу години. Овој пат не сме толку слично облечени, така што нема да се шегуваат со нас толку многу. Па исти Шнајдер не шие. Така, ви благодарам што ја прифатевте поканата. Кога ви се јавив за емисијата се договориме, односно да ве поканам да дојдете, ми кажавте дека сте на пазарот во Јурумлери. Да. Што правевте тама? Купувам стари книги. Мислам, ова е шега или навистина тоа се случува? Навистина има луѓе што ги фрлаат книгите, се селат или умираат и таму има фантастични книги за ефтини пари, за 50, за 100 динара, феноменални книги. А само ви одите или со пријатели? Имам ја една банда по тие прашања. По тие прашања, добро. А исто и на Шутка има пазар и таков. За книги? И там, не, и книги има. Да. Интересно е бидејќи се помалку читаат луѓето книги за жал. Имам амандман. Ајде. Еднаш го прашам мојот пријател Славко Јаневски. Му велам 300 членови на Друштво на писатели. Тоа е математички најголем број на писатели по глава жител. Знаеш зошто? Не знам. Нашиве се неписмени, не знаат да читаат, па морат да пишуваат, вика. Добро, а купивте нека книга сега? Овој пат? Која? Од еден лекар, Титов лекар, за биографијата на Јованка Брос, која била многу опасна. Како што мислиш за тоа опасна? Таа е била кадровик, ги менувала луѓето ко чорапи околу Тито. Имала влијание врз Маршалот толку многу колку што се сметили, тоа е мит дека поранешната прва дама на Југославија била таа оценка што владеела. И жените владеат со светот, да не се лажеме ние. Вие имате късмет, имате Словенка од Австро-Унгарија. Добро, а кажете ми сега, многу луѓе за Југославија, да речеме повозрасната генерација, да речеме се квалификуваат како југоносталгичари, дека тога живееле во систем од држава. Дали вие се сметате за југоносталгичар? Се сеќам, бев во Белград да го интервјуирам Мицотакис. 91 во октомври. И на враќање од Белград со автобус, овде видов граница, се стаписав. А кога почина татко ми 92-ра, ја враќав сестра ми во Софија на аеродром, она во Париж живее, и кога извадив македонскиот пасош, што ни го дадоа, одевме со Глигоров на конференција за Југославија во Лондон. Се собра народ да го види македонскиот пасош. Тоа беше голема гордост дека имаме и наш пасош. Знаете зашто ја прашувам? Бидејќи многу од оваа перспектива, многу аналитичари кога размислуваат и кога говорат за тоа што се случувало во Југославија, како е сега, велат дека на времето, додека се уште беше тоа функционална федерација, дека Југославија практично било како Европска унија во мало, дека така биле практично регулирани односите и дека ние како народи во таа Југославија успеавме да успеат. Сега не македонци да зборам, туку посебно за некои други народи, преку еден конфликт да распаднат нешто што функционираше добро. И сега другите држави што останаа од Југославија дават големи жртви, сега се враќам повторно во фокус на Македонија, и национални отстапки и болни компромиси, повторно да бидат во една унија, нешто што во времето на Југославија, ако преме паралела, веќе сме биле. Да се вратиме на сличното. Имам амандман. Ајде. Бев известувач од Париз, од конференција за безбедност, самит на врвот. И сестра ми дава International Herald Tribune. Тоа е вестник печатен во Париз, од дневниот извештај на Washington Post и New York Times. И во прва колумна пишува, Ција горе пишува, за 18 месеци крвав расплет во Југославија. Вртам телефон во амбасада, барам да го видам тогашниот заменик државен секретар, мојот пријател од земјотрес, Лорен Сиклбергер. Што викам бе ова? Тоа што гледаш. Па кој ќе се бори со ЈНА, ми вика, ЈНА е еднонационална војска. Тогаш разбав дека сме готови, не 18 месеци. На 24 јуни, кога Хрватска и Словенија прогласија независност, почна војната. Добро, од кога се растуривме, повторно ќе се вратам на Македонија, од наша перспектива, бидејќи нас не болат работи дека ја градиме приказната, многу ни е тешко да си ја најдеме својата правда или своето место под сонцето. Направивме огромни
да речеме колосални компромиси да станеме членка на НАТО. Жртви. Да, бевме излажени дека ќе продолжиме кон Европската унија, меѓутоа потоа имаме нова блокада од Софија. Сега од Брисел малце тешко им оди да не убедат дека уште ова е последното, бидејќи многу такви последни услови поминавме. Моето прашање е што правиме во овој контекст кога нашата држава треба да се потпере на меѓународното право како наша најголема алатка да успееме негде, меѓутоа вие во една ваш текст или ваша колумна констатирате дека меѓународното право не постои повеќе, дека е мртво практично. Зошто таков став? Во фокус, во полемика со професорот по меѓународно право Денко Малевски, му објаснувам дека такво нешто не постои. Ако постоеше, 1992 година Бадентер нали рече Македонија и Словенија ги исполнува сите 5 услови. Народ, територија, суверена власт, немање амбиции према соседите и пристојни индивидуални колективни слободи и права. И Македонија не беше призната. Имаше ли пресуда во Хаг? Имаше. Дека Грција нема право да ја спречува Македонија да влезе во сите организации, зашто зборот Македонија никого не го загрозува. А и пазите, во извештајот на Бадентер пишуваше, поред тие 5 услови исполнети, имаше и 6 зборот Македонија никого не го загрозува. И најкрај имали 15 пресуди од Страсбур против Бугарија. И од април до октомври се пренесува, ке видиме што ќе правиме, зашто Министерскиот совет на Европа е тој задолжен да ги спроведе пресудите од судот во Страсбур. И сега најголема паника во Бугарија и бугарската мрежа дипломатска и разузнавачка да се спречи нашиот херој, адвокатот Менкиновски, да не стане судија во Страсбур. Има туплав од него. Не постои меѓународно право за Македонија или генерално во светот? Не постои. Ако постоеше, немаше Америка да направи 100 војни. Што сака прави? Кого сака урива, кого сака дига. Од Мосадек, од Иран, па до Аленде. Не постои, зашто нема санкции. Ма може ли НАТО да ја бомбардира Југославија? Ја работев менаџерска терапија на рафинерија во Нови Сад. 6 милиарди долари годишно нафта. Со една Томахавк ракета ја нема таа фирма. Без одлука на Совет за безбедност, НАТО ја бомбардираше Југославија 77 дена. Па тој беше и причината што Америка имаше уплав, таа голема антинато дупка од Суботица до Врање да не дојде до Гевгелија. И они притискаа да влеземе во НАТО. Ама не притискаа да го смениме името. Едно од работите кои што ги бараме за да ги внесеме Бугарија во уставот е Бугарија да уважи, односно да спроведе барем неколку пресуди од Меѓународниот суд за човекови права од Страсбур. И велиме, ако има правда, зошто тогаш Бугарија како членка на Европската унија не ги почитува институциите на Европа. Меѓутоа, прашањето ми е, дали постои друга држава што е многу помоќна во Европска унија, претпоставам знаете која е, да ги скоментирате, која што исто така не ги спроведува пресудите за други теми. Шампион е Франција, 71 пресуда има. Гајле нема. Втора по нив е Грција. Грција е позната. Нито еден договор потпишан од Првата светска војна до денеска не го спровела. А и Америка исто таква и таа не спроведува, гајле нема. Добро, тогаш како ние се надеваме дека баш Бугарија ќе се охрабри да спроведе такво нешто, кога други многу помоќни држави не го прават тоа. Еве што имаме късмет. Може секогаш да речеме, еве и французите исто тоа не го прават, зашто го барате сега тоа од нас? Ние си имаме причина зашто не го спроведуваме тоа. Еве, имаме късмет. Европска унија кажува дека Украина е спремна да почне преговори, а Украина не постои. Не постои Украина. И јас сум бил дописник од Киев.
најбогата, најобразована нација. Да, треба да објасните што тоа не постои, бидејќи државата постои, си има институции, да, нападнате од Русија, на некои делови од државата нема дефинирана територија бидејќи се војни услови, меѓутоа војна не е дека не постои државата, напротив, гледаме дека многу силен отпор дава. А бога ми реформи спроведува колку што можам да гледам политички. Како не постои, сега ги фатиле главните чауши, 100 милиона евра украле. И општа паника во Европска унија. Германецот, французот... Каде ги фатиле? Украле од фондот, од буџетот. А зашто ние не фатиме некој во Македонија 100 милиони евра што украл? Значи, таму институциите функционираат. Ние во мирнодопски услови сме некако по... Не функционираат. Неко на американците им е донос да даваат милиарди во бунар. И американските служби ги извади овие пашеве да ги фатат и да ги сменат и ги судат сега. А во Македонија такво нешто нема, бидејќи овде нема правна држава. Зошто јас кога ги интервјуирав големите европски лидери, стално прашав кога ќе стане Македонија нормална европска демократска држава. Тие велат кога имате професионални новинари и професионални судии. Зошто викам? Па новинари ќе кажат, овие сега паше судиите ги носат Ујдризова. Уште малце ќе се задржам на Украина, бидејќи нели се споменуваше како војниот конфликт таму, како еден од катализаторите зашто нели Брисел ќе ги забрза процесите на членство на земјите од Западен Балкан, практично да го затвори овој дел од Европа под нивно што се вели, да не може други тука да си ги терат своите политички и стратешки интереси. Меѓутоа Украина е во тешка војна. Трамп кажа дека кога дојде на власт дека брзо ќе го среди тоа, призна честно дека многу е потешко него што предпоставил, меѓутоа како успева да речем Украина да склучи денеска договор со Франција за набавка на 100 торнадо авиони кои што е Рафал, се извинувам, да, што е премногу пари за тоа. За една држава која што веќе четврта година речиси војува. Прашањето број 1 за $1 милион гласи. Од кај им се парите? Парите им ги дава Европска унија, стотици милиарди евра, или Трамп ги дава своите оружја, им ги продава на Европска унија, а тие ги донираат во Украина. Украина се занесува со притисок од Германија и Франција да ја победи Русија. Тој што кога ја не летал од Европа за Јапонија и Кина, не знае колкава е Русија. Леташ 12 часа, крај нема. Огромна земја, огромна. Плюс... Ова е комплимент за Украина. Не е комплимент за Украина, ова е комплимент за Путин, што гајле нема. Сите држави што се во војна со Путин, им паѓа начело со Америка, им паѓа бруто национален доход, а Русија им се крева. Зашто успеа цивилната и војната индустрија и економија да ги избалансира. Велам комплимент за Украина, бидејќи со толку моќна земја како што велите вие, дека успеваат да се држат прилично цврсто. Како се држат кога Путин им цапна 20%. И тоа... А што е за толкава држава 20%, 4 години војување? Знаете колку жртви имат? Над 100.000 руски војници за жал има загинато. Повеќе украински. Мислам, тоа се колосални страдања, не е тоа нешто шега. Ја имам видено сателитска снимка поред Киев. 600.000 гробови отворени, чекаат муштери. И ако бев дописник од Москва, натаму патував со авион, а вамо се враќав со воз, поради тоа што имав книги, цели кутии. Од, кога ќе влезете овие што се брдата во Украина, све е тоа ливада, рамно. Добро, а во една минута кога очекувате ваша една мини анализа да биде завршена војната Украина, дали воопшто може да се надеваме на такво нешто? Поранешниот главен советник на Трамп изјави деновиве, војната одамна е завршена, ама никој не ќе да признае тоа. Со победа на Русија, мислите? Па Русија што прави за месец дена оружје, муниции, посебно овие новите сега суперсонични екстра брзи ракети, што се на атомски погон, што се несоведливи. Како може? 2 генерации пред американците се.
Добро, факт е дека ќе се вратиме сега повторно кај нас и на Европската унија. Јасно е дека Европската унија милиарди евра истура во Украина во обидот да ја помогне. Некој вели да немаше војна, тие пари барем дел од тие да беа насочени кон Западен Балкан, дека регионот економски и инфраструктурно ќе процветаше. Сакам да кажам. Имам амандман. Не Балкан, тие милиарди, стотини што ги дадова во војната Украина, целиот свет можеше да стане цветна градина. Светот, не Балканот. Ние ке бевме Андора, ке бевме Лихтенштейн. Ние добиваме многу малце, а понос имаме фондови предпристапни, еве со ИПАР 3, тие успеавме да ги зезнеме. Ама тука имам амандман. Ајде. Имаше пред некое време критика од Брисел дека сме добиле задача 19 задачи, само 3 сме решиле. Затоа место стотини милиони добивме ситно едно шолче од пари. Не гледате доволно политичка волја да се направат реформи или неможност во овој момент да се направи? Во држава што не е правна држава, ништо не може да се спроведе. Еве, овој сега денеска имаше наливо собрание дебата за извештајот. Да. Правна држава, па правна држава. Корупција, па корупција. Тоа се решава лесно, као во Данска. Тие што ги фаќаат не одат у затвор, ги носат у лудница. Добро, дали има Европската унија јасна стратегија за Македонија? Еве, претседателката има некако сомнежи има дека не се докрај јасни. Антонио Милошевски имаше таква изјава, парокас му кажа дека тие сакаат да влеземе ние во ЕУ. Меѓутоа, уште еднаш ќе кажам, не знам колку вие информации или изјави се вредни да правиме анализа, бидејќи се други изјави од многу повисоки представници на ЕУ биле дадени, па не биле исполнети после. Меѓутоа, ние секако не треба да бидеме евроскептични, напротив, нашата стратешка цел е да отидеме таму поради многу работи, ќе се го забрзаме едноставно развојот на државата и треба нешто да направиме тука. Меѓутоа, како во вакви услови, кога од Брисел не си го исполнува тоа што ни го ветиле, кога не ставаат пред многу тешки задачи што треба да ги направиме и кога еве да го земеме вашиот аргумент дека меѓународното право е да не речеме нема, меѓутоа е различено. Што треба Македонија да прави според вас во ваква политичка реалност? Македонија мора да ги спроведе реформите што мора да ги спроведе, а не ги спроведува. Ја во ова студио два пати сум рекол дека многу брзо се решава проблемот на судството ако сите досија на судиите и обвинителите се отворат и се чешлиат, ке се види кој забушава, кој е купен, кој е продаден. Нема тука. Тоа за неколку месеца се решава. Зошто не се прави тоа? Зошто? Па некет. Да сакаат ке го направат за неколку... Секоја власт сака да не биде виновна. Да нема казнивост. Која власт те чуле вие дека признаат дека е виновна што не чини државата? Па овде... Еве, атентатот на Глигоров. 30 години мина, сега ќе има конференција. Сите три власти, ни извршната, ни судската, ни собраниската, не виде зошто имаше атентат, зошто не се спречи атентатот. Никад. Анкетни комисии, две имаше инициативи, не направија. Никад. Ниту една влада во минатото. Ни една. Па тогаш како можеме да очекуваме ние, господина Гајдов, нешто да се случи? Нашиве политичари... Се извинувам што ве прекинувам, да се дојаснам со прашањата кои прашав што треба ние сега да правиме. Мислев што треба ние сега да правиме, знаејќи ова што го кажувате вие, дека многу е тешко некоја влада да се натера да направи такви длабоки реформи кои што може ќе удари и врз нив во некоја XY ситуација. Нели кажате дека никоја влада не ќе да биде обвинувана за било каков неуспех, поготово не за стратешки работи. Меѓутоа, ако одиме со таа парадигма, никогаш ништо нема да направиме. Мислам дека ја имам доверба дека Младиов сега премиер е решен да направи револуција. Ама тимот му е суспектен. Второ, кога гледам колку малку пари дава во култура и образование, Гоце Делчев се врти у гроб. Ние не можеме со тој мал буџет на образование да правиме образовна револуција и за култура. Сите големи држави огромни пари даваат во образование и наука.
Зошто Јужна Кореја има најдобри автомобили? Зашто 14% од буџетот оди во образование, плюс родителите додаваат уште 4%. Ако сакаме да го заштитиме долгорочно нашиот македонски идентитет, кој што е нападнат по повеќе основи цело време. Од сите страни. Дали ќе го заштитиме подобро начин што ќе вложуваме во културата и во образованието, или само ако се расправаме и се препакуваме преку изјави со бугари, порано со грци или со било кој? Еден познат политичар еднаш горе на шапка на скини ми вели: "Што мислиш бе ти? Со твоите коментарчиња на македонска телевизија правиш, па што ми фали?" вика. Ако си имаш, излези, вика, на BBC или на CNN да те види. Значи, нашата битка за Македонија треба да се води надвор земјата. И мислам дека министерот за култура сега што прави, како се вика, културна дипломатија, тоа е промоција на Македонија, затоа што без културна дипломатија и промоција на Македонија во странство ние сме ништо. Меѓутоа, многу манастири, многу фрески по 10 века се уништени. Значи, ние мораме да пазиме нашето културно наследство. На сите политичари пуна име устата со културно наследство. Не го чуваме. Не го чуваме. Еве, не мора подалеко да одиме да го видиме камениот мост. Одвај го исчистија, да не кажам сега во емисијата. Морам да ви дам комплимент. Ногес, како се врати премиерот од Празијада, отиде да го види оној што го критикувавте вие, вечниот пламен, што нема пламен. И мислам дека тоа е доказ дека ние не си ги штитиме основните наши вредности, нашите основни културни вредности. Ако ние сме направиле тамо феноменален центар за вечен пламен, што во цел свет има, сегде во секоја престолнина има вечен пламен. Овде има кутија празна, нема ни пламен, нема ништо. И загадено, све е загадено. Најскапото мермерно јавен тоалет, за жал, го имаме непосредно до собранието. Меѓутоа, ајде, сега има и многу дебати дали тоа требало да биде тамо направено, па тоа бил паркот на жената Борет. Има такви дебати и тоа е можеби здраво во едно општество, меѓутоа веќе го имаме и е направено. И од тука потегна идејата, ако веќе е направено, барем да направиме нешто со тоа да е свртен приказната. Меѓутоа, кога зборувавте за културното наследство, да видиме што правиме, да речеме со камениот мост, кој што е цел ишкртан со спреј, со графити. Ја не знам, сега мене е просто неверојатно централниот мост во било кој град да е унаказан така со графити. Ај го подзачистивме сега малце, колку идеме аквадукто да видиме што се случува. Ама новиот градоначелник го очисти центарот за 2-3 дена, значи можело. Зошто? Па мислам дека сите граѓани, ако некој ги организира, како што ние порано садевме ден на дрвото, сите граѓани ќе излезат да чистат. Еве, гледам вчера во Прилеп, тони ѓубре фрлија, сите граѓани на Прилеп. И во Скопје треба да се направат такви доброволни акции, каде што народот сам кој ќе чисти, ќе свати дека не сме да го загадува. Нашата реалност е малку сурова во моментот, додека ние се занимаваме со вакви работи. Албанија денеска го отвора последното поглавје од кластерот за членство во Европската унија, сега уште отвара, не е во фаза на затварање и тоа ќе земе време, меѓутоа во истиот момент кога се погласни се анализите, размислувањата дека Албанија многу брзо оди напред, ние некако стагнираме, тоа го покажува и извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Денеска од собранието од комисијата претседателката Силјановска Давкова кажа дека таа лично не верува дека Албанија или било кој или можно е во политиката за години и пол да има такви големи квантни скокови какви што се нарекуваат. Вели дека тако нешто не постои, дека има процес кој што е долготраен, а Македонија е многу подолго во тој процес отколку Албанија. Ја познам уште од младински денови. Она е една брилјантна професорка, ама паѓа во стапица на политиката. Она не е професионален политичар. Во политика нема морал. Не може да се алудира на моралот. Тие ни ветиле, па што ако ни ветиле? Што ако ни ветиле? Во политика е важен интерес, не е важен моралот. Моралот е ветување, нали? Како велат, човекот се врзува за збор, а волот за рогови. Значи, џаба ни ветиле. Од Париз се јави Макрон со порака, овде беше британската премиера, беше германската премиерка.
И холандскиот. Сит набранијата. Овие се големи луѓе. Британската премиерка од Софија, од самит, дојде во Скопје лично. Ништо од таа работа. Зошто? Затоа што има поголеми силеве. Европската премиерка фон дер Лајен, баронесава, пред некоја недела беше во бугарското село, кај што има војна индустрија. 6,5 милиарди евра Бугарија заработува на амуниција што ја дава во Украина. Затоа Бугарија, која што е истока на спораспорт држава, доби и еврозона и Шенген зона. А Бугарија помалку има човекови права, се разбира, и помалку има услови за демократски развој. Ова не го знаевте кога анализиравте исто така од ова студио, дека токму со Шенгенот и со еврозоната Бугарија ќе биде на некој начин притисната да направи отстапки. Точно, за земја. ја реков дека нашите пријатели, начело со Орбан, имаат начин да ја уценат Бугарија, да попушти да не ни досеќа. А ова што сега Милошовски, бившиот министар, кажува дека некој рекол нема атмосфера во Европска унија. Орбан и тој што е Фицо, премиерот од Словакија, тие не дозволуваат да влезе, да почнат преговорите со Украина, пошто Украина не постои по тие параметри кои се држава. Ова што го кажам не е критика за вас дека сте погрешиле, а по политиката е многу динамичен и флуиден процес, преку ноќ се менуваат, претежнуваат некои интереси, така се менуваат одлуките и ако е тоа така, уште еднаш ќе се обидам да го добиам одговорот, освен овие реформи кои што кажавте дека мора државата да ги направи, што конкретно може да направиме за да се откочиме од Европската унија. Ве прашувам заради тоа што пред неколку години кога се спомнуваше 2030 година како некој таргет за проширување, тука се смеевме сите, викавме тоа не е можно и така натаму, меѓутоа во Тирана малце поинаку ја сватија очигледно работата и направија некои работи кои што ние можеби требаше да ги направиме. Точна е констатација или не е точна? Првпат овде кога го реков тоа, еден овде собеседник ми рече од кај го измисли тоа. Нашиот колега Јанез Јанша, као премиер на Словенија и преседавач на Европска унија, кој се врати од Вашингтон, он ја спомна бројката 2030. И да не се лажеме, пред 2 години во Братислава имаше самит на Европска унија, кај што рекоа 2030 ќе влезе Западен Балкан во Европска унија, а сега ги додаваат и Украина и Молдавија. Сите заедно? Па, нема тука шведска маса, ова може, ова не може. Тој што го цитирате, сликарот од Тирана, што прогласи Ја мислам дека е скулптор господинот Рама. познати по белите патики. Добро. И наши академици носат бели патики во академија, не е важно. Не ми импресионира мене лично ништо тоа, посебно што сака нека носи. Тој ги собра македонските албанци и направива тиранска платформа. Значи, директно нож во држава Македонија и македонскиот идентитет. Ние не се буниме затоа што Патентеровото правило гласи секоја малцинска група може со Патентерово малцинство да удри вето. Ама тоа не важи само за албанците, тоа важи за македонците, што се малцинства во албанските мнозински општини. А тамо не важи тоа. Која е таа правда? И ја овде сум рекол неколку пати. Али Ахмети беше султан десетини години со десетина пратеници. Ги оценуваше своите партнери и ВМРО и СДСМ. Пред неколку години, пред 2 години, исто вакаво интервју, кажавте дека многу брзо ќе заврши политичката кариера на Али Ахмети, дека тој својот врв или својот климакс го достигнал и дека сега ќе оди се надоле. Не надоле, у Хак оди на гости. Добро, гледаме ова што се случува во полокалните избори, не им се добри работите, велат дека ќе се освежиме, ќе се реформираме и така натаму и така. Само да кажам дека би беше добра прогнозата таа. Не ми беше добра прогнозата. Ја ги знам големите сили. Тоа сум работел. Глобална политика. После употреба во канта за ѓубре. Значи, УЧК и од Косово и од Македонија им послужи на американците као пешадија, зашто тие бомбардираа
со ракети и со авиони. Не се симна на земја. Меѓутоа, заврши таа работа. Па ја знам, на телевизија гледав CNN, Хашим Тачи, премиерот, не, председателот на Косово, му влегуваат двајца специјалци во канцеларија, на председателот му врзуваат листици, го апсат и го носат у Хаг. Тоа ќе му се случи и на Али Ахмети. Па лани на 15 јануари, нашата колешка од Страсбур, комесар за човекови права, што рече? Мора македонскиот премиер да го реактуализира амнестирањето на УЧК. 4 случаи мора се реактуализираат. А реално е да се очекува некој таков процес? Реално зашто војни злостор не застарева. 4 да не ги отвараме сега. Ама стареат луѓето. Се некој ќе дочека, некој нема да дочека, ама правдата е бавна, ама доаѓа. Добро, премиерот Мицковски многу пати кажува и некој се согласува со тоа, некој не се согласува, дека ајде сега ќе се обидам да го испарафразирам, дека во момент Албанија, како да речем, милениче на Брисел се покажува како позитивен пример кој што во многу кратко време може да ги отвори практично сите поглави, дека сите треба да го следат нивниот пример. Меѓутоа, тој е настав дека доколку Македонија ги направи политичките промени уставни кои што се барат, дека ние ќе бидеме фронтранери, бидејќи подолго сме во овој процес и ако направиме нека емпириска анализа до кај сме, до што сме, ние во тој процес сме понапред. Кој е вашиот коментар на тоа?